Во ова издание, пописните резултати го менуваат составот на Американскиот конгрес, кои сојузни држави добиваат, а кои губат. Пандемијата го поттикна преселувањето, многумина заминаа од големите и скапи градови. Деца инфлуенсери заработуваат милиони од своите видеа на социјалните мрежи. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Во Соединетите држави пописот се одржува на секој 10 години, а резултатите влијаат и на составот на Конгресот. Некои сојузни држави добија представници, а некои изгубија, во зависност од бројот на населението. Прераспределувањето е процес што одлучува колку места во представничкиот дом ќе добие секоја од 50 сојузни држави. Тоа се прави на секој 10 години, откако ќе бидат познати резултатите од деценискиот попис. Пребројувањето на популацијата во 2020 беше задоцнето делумно поради пандемијата. 7 држави, Калифорнија, Илиноис, Мичиген, Охајо, Западна Вирџинија, Пенсилванија и Њујорк ќе загубат по едно место од нивните конгресни делегации. Орегон, Монтана, Колорадо, Северна Каролина и Флорида сите ќе добијат уште по едно конгресно место, а Тексас ќе добие 2. These are states that have been growing in population. Ова се држави каде има зголемување на популацијата во време кога луѓето продолжуваат да се селат кон запад од источното крајбрежје, при што ја зголемуваат нивната политичка моќ и влијание. Джейкоб Рубашкин е репортер и аналитичар за Insight Elections, невладина страница за политички анализи. The Supreme Court has held that congressional districts Врховниот суд одлучи дека конгресните области треба да одговараат на населението во секоја држава. Повторното исцртување на општините има и други правила за да спречи манипулација на границите што би дало предност на одредена политичка партија. districts have to be contiguous. You can't have Областите треба да се поврзани. Не сме да има прекин. Треба да се земе и предвид актот за гласачки права. Областите треба да обезбедат можност да бидат представени малцинствата. Моќта за менување на границите е кај законодавците. Републиканците имаат контролата врз речиси 50 државни совети, вклучувајќи и 3 нови придобиени места. Тоа им ја зголемува надежта дека ќе може да ја повратат контролата врз представничкиот дом во 2022. Резултатите од пописот покажаа дека има и значителна миграција внатре во САД. Пандемијата само го поттикна овој процес. Многумина се одлучија да ги напуштат големите и скапи градови и да заминат во помалите и поевтини места. My name is Luke Darren. I'm a financial professional. Јас се викам Лук Дерин. Јас сум финансиски работник. Сега работам од дома. Ова е мојата канцеларија. Со пандемијата се затвори се. Учиме од дома, работиме од дома и така веќе од почетокот на пандемијата. In a common space. Здраво. What are you guys doing? Здраво. Како сте? Гледам имате книги. I think the bear is going to Lake Tahoe. We're moving to Lake Tahoe in Се селиме на езерото Тахо, селото Инклина во Невада. Таму ќе имаме поинаков начин на живот, повеќе природа, поедноставен начин на живот. What I won't miss Ке го избегнеме сообраќајниот метеж. and live in the city. Животот во градот после пандемијата се смена. Не можев да имам пристап до сите работи што ги сакав. Не можам да одам во ресторан, не можам ни да одам во кино. Деновиве е борба да се најде бебиситерка. Значи, живеам во градот од сите овие причини, а немам пристап до нив. When I'm at the beach, that's the only time I start to Кога сум на плажа, почнувам да се прашувам во врска со мојата преселба и тогаш си мислам: "О Боже, ова е толку добро. Ова е рајот." Луѓето би го дали целиот живот за да може да го прават она што ние го правиме сега. Но дали е така? Тогаш реалноста ве мава во лице и се запрашувате колку пати сме биле на плажа во последниот месец. Знам, не многу пати. I don't know, I just feel intolerant. Не знам, на езерото Тахо е лесно. Планината е оддалечена 5 минути. Плажата, паркот и продавниците се оддалечени 5 минути. Заедно сме со децата, сакаме да правиме работи заедно и гледаме дека е многу подобро ако тој работи од дома, а ние сме во негова близина и тоа е поедноставно. Bye, son. Кажи довидување сонце. Довидување сонце. Довидување. I don't see myself going back to a normal office.
Себе си не се гледам како се враќам повторно во канцеларијата на работа и мислам дека не сум единствената личност. Мислам дека луѓето го пробаа вкусот на ветената земја и тие сега си велат: зошто чекав толку долго? Зошто го живеев таквиот живот кога овој живот е многу подобар? Се чувствувам благодарен. Би се почувствувал привилегиран ако нешто ми беше дадено, но ова не ми беше дадено. Работав напорно. Јас ја искористив шансата. За некои луѓе приоритети е купување куќа и живеење во предградие, и тоа е одлично, но тоа не ми беше приоритет. Мојот приоритет беше што повеќе да можам да се осигурам дека можам да го земам моето семејство и да ги чувам на сигурно и да им покажам што е животот, а не за работите што ги поседуваме. Life is about not the things that we own. Come on, guys. Ајде, дечки, ајде да се сликаме. Видеа од деца како се играат или како анализираат играчки се меѓу најпопуларните на YouTube, а ова представува и сериозен и вносен бизнис за нивните семејства. Критичарите велат дека не постои регулатива која би ги заштитила овие деца од евентуални злоупотреби. Рајан Каджи, 9-годишната звезда од светот на Рајан, има 29 милиони претплатници на еден од неговите канали на YouTube. Таквата бројка на публика значи $1,000,000 годишно од реклами за контото на Рајан и неговото семејство, правејќи го младиот со најголема заработувачка на YouTube во изминатите 3 години според Forbes. Подемот на децата звезди на YouTube представува драматична промена во содржините за деца. Зборуваме за милиони прегледи, на играње на деца со играчки, на рецензии на играчки, на детски канали на YouTube и интеракција на деца со играчки и со брендови. Од самиот почеток во 2005 YouTube им нуди можност на луѓето од цел свет да сонуваат дека со камера може да стекнат публика. Семејствата и децата ги снимаат сите аспекти на нивните животи, а компаниите за играчки и производителите во тоа гледаат можност. Тие плаќаат да се рекламираат новие канали или да им плаќаат на семејствата да го анализираат производот. Тие имаат директен пристап до мощна млада, потенцијално ранлива публика преку овие канали на YouTube. Како дел од договорот за почитување на приватност од 2019 со Американската федерална трговска комисија, YouTube ги забрани сите реклами на видеа со деца. Многу звезди на YouTube со млади обожаватели видоа пат на продажбата на нивните рекламни пораки. Американските регулатори ги принудија инфлуенсерите онлайн да обелоденат дали се платени да играат со играчките и други производи или ги примиле бесплатно. Ова не е единствен проблем. Малку закони ја штитат приватноста или работните часови на младите звезди инфлуенсери на YouTube. Кога детето на Мелиса Хантер станало адолесцент, следниот канал на YouTube за рецензирање кукли, тој почнал во 2012 на негова 8 годишна возраст, сакал да престане. Не му било веќе забавно. He was concerned that I would freak out. Мислам дека тоа се случува со многу деца звезди на YouTube. Нешто што почнало како забава да стане семеен бизнес. За инфлуенсерите деца на YouTube кои бараат промени има една пречка. Сите видеа се архивирани и живеат понатаму на страницата и генерираат приход. Хантер стави можност за регулирање на приватноста на незиниот канал на YouTube во архивата со видеа каде се појавува Кейден. So that was his request for his 16th birthday. Тоа беше неговото барање за 16-тиот роден ден. Тоа се одрази финансиски на нас, но тоа не ми беше главна грижа, туку неговото право на приватност. Емитувај се себе си долго време беше слоган на YouTube. Милиони звезди го правеа тоа, со што некои деца стануваат звезди. Дали тоа е добро за децата од било која страна од екранот и натаму се дебатира. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на glasnaamerika.com, како и на нашите профили на Facebook, Instagram и Twitter. Поздрав од Вашингтон!